Прво да немаме никакви илузии дека нешто се случило случајно. Сосема намерно се случија двете работи во истиот ден. Прво, околу договорот помеѓу Сдруженијето на новинарите и македонската влада за декриминализација на делото клевета, не е прашањето дали ние како опозиција сме задоволни. Дали вие новинарите сте задоволни со таквиот епилог од тие разговори, имајќи во предвид дека 6 месеци се глумеше некаков диалог за да се соопшти она што вчера имавме прилика да го слушнеме. Јас сакам само да подсетам дека декриминализацијата на клеветата е само првиот и многу мал чекор од се она што треба да се направи за да можеме да говориме дека се постигнал напредок во делот на слободата на медиумите. Што правиме со реформа на јавниот сервис, што правиме со законско регулирање на трошење на буџетски пари за рекламирање на власта или владеачките партии, што правиме со законската рамка во кој што функционираат сите медиуми, вклучително и оние кои што представуваат миленици на актуелната власт. Знаете дека СДСМ предложи национална стратегија за слобода на медиумите. За жал тоа не беше прифатена. Ние остануваме на тие програмски определби и ќе продолжиме да функционираме во наредниот период. И она што го спомнавте, затварањето на А2, во истиот ден, кога владата сака да прокнижи некаков макар ситен поен пред Брисел, се затвори А2 телевизија со образложение дека не се исполнува програмската шема, нешто што до сега Советот за радиодифузија никогаш не го искористил како причина или мотив за дури ни за санкција, а камоли за одземање на лиценца за некој медиум. И одма се разбереме, тоа не беше одлука на Советот за радиодифузија, тоа беше директно одлука на Никола Груевски, кој што ама апсолутно нема намера да се подобрат состојбите во делот на медиумите и слободата на изразувањето на граѓаните, што е уште една потврда дека се работи за една недемократска власт, власт која што ги злоупотребува сите можности и лостови што стојат на располагање за пресметка со своите неистомисленици или оние кои што ќе се осмелат да ја критикуваат нејзината работа.